Здраво, дечки! Добре дојдовте назад во уште еден подкаст на Генерација ММ. Јас сум Сања, дел од тимот на Младите можат. И денеска со нас е Елена Костовска. И мислам дека стварно ќе ви се допадне темата на која што ќе збориме. Така да, Елена, би сакала да ти кажам едно добре дојде во нашите канцеларии, добре дојде во Младите можат. И накратко повели представени се на нашите гледачи, всушност која си и што работиш. Благодарам, Сања. Многу ми е мило дека денеска сме тука и можеме да имаме овој разговор. Кога бев средно волонтирав во ММ и понатаму продолжив исто така да препраќам луѓе таму веќе кога бев кога стигнав во факултетските води и сметам дека Младите можат како организација прават многу работи за младите на наше тло, што може да помогнат да се изградат понатаму во луѓето кои што сакаат да бидат. Тоа на страна, јас сум Елена Костовска, работам консултант за маркетинг и технологија, работам по комплексни проекти, вообичаено работам со тимови од 10 до 50 индивидуи на проекти кои што траат од година до 3 години. Клиенти претходни ми се Асоциација за инвестирање на Америка, Асоциација за сметководство на Америка, Суперсайт, Јококо и има секако уште неколку партнерски организации кои што би можела да ги спомнам, ама во интерес на времето ќе ги прескокнеме. Имам своја агенција на страна и имам неколку пешен проекти како книга и создавање на бесплатни ресурси за фриленсинг за младите од нашата држава и мислам дека тоа е тоа. Стварно браво, затоа што во CV изгледа на вистина голема, се гледа дека си успешен млад човек. Спомна дека нели беше дел од Младите можат, па тука би те прашала колку сметаш дека неформалното образование покрај формалното има удел во твојата успешност денеска? Би рекла огромен, затоа што јас не сум и не бев човек кој што беше одличен студент. И, знам, на хартија бев одличен студент, ама не бев човек кој што е ептен заинтересиран за да седи секој ден 8 часа и да слуша одреден распоред како ќе бидат работите поставени. И дојдов на лидерски камп, имаше лидерски камп, другарка го организираше и беше како дојдете ќе биде супер. И тие 3 дена каде што поминав неформално образование со луѓе кои што беа отворени за дискусии и самите моменти на учиш, а при тоа не е во одреден шаблон, ми ги отвори очите дека на некој начин можеш да бидеш тоа што сакаш и дека не мора да има одреден пат кој што можеш да го следиш и дека можеш да го направиш сопствениот пат и да направиш избор кој што при тоа ќе биде забавен, интересен, кул и ти ќе се осеќаш автентично. И имаше, би рекла, волонтирањето огромно влијание врз мене, затоа што волонтирав во неколку организации и сметам дека секој кој што го има времето би требало да најде барем една организација која што прави нешто што личноста верува или стои за тоа, затоа што на крајот на денот кога ние правиме работи на кои што ние не ги гледаме бенефитите, даваме нешто несебично од нас за општеството и тоа еден ден верувам дека ќе ни се врати, дали е тоа во форма на пријателства, подобро општество или едноставно подобра иднина. Точно, јас сум активист уште од 14 години, па искрено се гледаат бенефитите тек допрва и нели со процесот на вработување и начинот на кој што се работи со веќе одма и со луѓе знаеме како, затоа што тоа не било некоја секојдневие кога сме биле во средна школа или на факултет, и затоа мислам дека и за младите е окей, и за средношколците тука да го истакнеме моментот дека да, формалното образование треба да е на прво место и нели тоа што ни е најбитно, меѓутоа оној дел кој што има нели како слободно време дека е супер да го користат за градење на своји лични вештини затоа што нели имаат понатаму бенефит. Би сакала да те прашам за делот на во ред завршуваш студии, излегуваш од училишните клупи, како понатаму иде твојот процес на наоѓање на работа, како стигна до да изградиш вакво CV, мислам со навистина големи компании? Јас почнав да работам на 18, затоа што законски можеш да почнеш да работиш на 18. Така, да. И првата корпоративна работа ми беше на 19. Верував во тоа дека јас сум компетитивен човек
и сакам да пробувам работи, сакам да експериментирам, дури тоа да значи некад да паднам на фаца или да не ми успее проектот, Да. едноставно сакам да знам дека можам да дадам се од себе за нешто, без разлика дали ќе успее или не. Почнав да работам на 19 и моето размислување беше дека додека ја студирам, ако работам паралелно, ќе изградам 4 години кариера и ќе имам диплома. Так. И кога ќе влезе мојата генерација на пазарот, јас ќе имам 4 години компетитивна предност. Сега, да бидам искрена, ретроспективно тоа не беше најзабавната одлука во мојот живот. Ама од друга страна сметам дека моментот на почнуваш во 19 и работиш, почнав со sales и маркетинг година дена, после тоа се предов во IT фирма кај нас каде што работев маркетинг и помагав со интерни процеси и оптимизација, преминав во маркетинг и веќе кога го завршив факултетот не работев за нашиот пазар, поради тоа што го имав искуството. И имав смерот на кој што завршив оперативен менеджмент, немаше многу позиции отворени тука и беше многу полесно да почнам да аплицирам за позиции во САД и Европа, затоа што веќе го имав искуството, веќе имав пракса на Еразмус проекти, една работа која што би ја препорачала за сите млади е доколку можат да имаат барем едно Еразмус искуство. Седиш со 8-9 култури, неколку дена збориш на англиски јазик, развиваш говор и развиваш зборови и се збогатуваш со искуства и учиш работи за другите култури кои што не се својствени и веќе кога ќе го имаш завршено на факултетот, кога ќе го развиеш тоа искуство и го имаш јазикот во пракса, го имаш зборано, имаш презентирано, ги имаш тие спикер вештини, многу е полесно да почнеш да аплицираш за поголеми компании за да те примат. Затоа што поголемите компании бараат да смислиш некое видео, да бидеш на некој начин убедлив и сигурен во зашто тебе би требало да изберат, зашто кога си на глобален пазар, нели, конкуренцијата не е. Пример, да кажеме дека сега сакам тука да бидам HR, со објава оглас аплицираат 40 луѓе. Сакам да бидам HR во Samsung. Так. Аплицираат 40.000. Треба да бидеш вистински сигурен, убедлив, треба да знаеш дека си за тоа и на вистина процесот е на некој начин долг и досаден. Имаш 5-6 интервјуа, имаш 2-3 таскови кои што треба да ги решиш и тоа нели ти чекаш во неизвестност 2 месеци или 3 месеци додека поголема компанија ти даде понуда. И мојот трик за тие работи беше да почнам рано со работа, да одам често на Еразмус проекти каде што ќе зборам англиски, ќе презентирам. Секој пат кога некој ќе беше дали има некој да презентира, јас бев досадниот човек што беше јас. Значи, можеби во стандардниот школски систем не бев толку заинтересирана за таа интеракција, ама кога беше за интеракција со луѓе, пријателства, презентирање, сплотување на меѓучовечки односи, тогаш секогаш бев за. Тоа беше на некој начин мојот трик. Супер и се гледа дека си исплатела. Колку сметаш дека формалното образование не подготвува нас како млади студенти за пазарот на труд и за она што се бара кога ќе отидеме првпат на интервју за работна позиција и некои слични работи? Малце контраверзно мислење, ама не сум јас голем фан на нашиот едукативен систем. Сметам дека не развиваме вештини кои што се екстремно круцијални и важни. Пример, ние сме тоа што го јадеме. Многу е важно, не сум проповедник на здрава храна, ама многу е важно како се грижиме за нашето тело, имаме една тела за цел живот ние. Немаме никаква едукација за важноста на сонот, никаква едукација за важноста на дистинкција на емоции, немаме, нели, има цел спектар на емоции, многу е често младите до 25-26 кај нас да не знаат дали се тажни, бесни, гневни. А сите тие под емоции спаѓаат во една поголема емоција и знаењето да ги дистинкцираш тие емоции ти помага да се справиш со нив. Финансиска писменост е една од тие работи каде што младите во денешно време не се едуцирани за важноста на инвестирање, важноста на финансиска писменост. Читањето кај нас како навика е многу обесхрабрено на одреден начин. Според мене, мислам дека едукативниот систем кај нас ги има малце потфрлено младите, затоа што доаѓаме од место каде што веќе е тешко да се пробиеш надвор и треба посекако да работиш поише и треба да си дупло повеќе благодарен и треба да се докажуваш, а од друга страна го немаш ни моментот на поддршка и јас би им дала совет сите што се млади, значи ако на училиште давам 80%, тие 20% да ги зачувам за дома. Дали ќе биде тоа YouTube видеа, дали ќе биде тоа развивање вештина, дали ќе биде тоа пробување, да имаат моменти каде што пробуваат и прават работи не за оценка, не за
родителите не за некој да мисли дека се кул за себе, за утре кога ќе бидат изградена личност, да имаат карактер и да можат да кажат јас знам дека не сакам да сум, пример, јас знам дека не сакам да сум цел живот HR затоа што сум била HR 3 години и ова не ми се допаднало, ова ми се допаднало. Јас знам дека сакам да сум програмер, затоа што седев дома и скодирав 2 страни и ми беше забавно. Да си дадат време и простор да се развијат себе си во тие аспекти, затоа што училиштето не те развива како целосен човек. Ти се развиваш како целосен човек. Училиштето е таму да ти даде перспектива и да запали љубовност. Да имаш момент на ова сакам да го научам, ова би требало да го развијам. Да. Сметам дека ние во овој поглед имаме и некој бенефит во споредба со нашите родители што го имале претходно, затоа што биле други времиња, да речеме, ако претходно им било битно само да најдат стабилна работа и таа работа да работат 20 на години, сега ние имаме таа можност кај што можеме да се осознаваме што навистина сакаме, што сакаме понатаму да бидеме и навистина мислам дека имаме стварно и безброј има и организации и работни места каде што можат тоа да ни го понудат, да се осознаеме, да видиме можеби 2-3 години да идам на едно работно место, па ако не ми се свиѓа да продолжам на друго. Баш имаме широк спектар каде што можеме тоа да го направиме. Вака еве од делот на HR. Дали мислиш дека младите моментално и тие првпат што се наоѓаат на пазарот на труд, дали мислиш дека се преценуваат или се потценуваат при работата, односно делот на да во ред ние имаме стегнато одредени вештини, дали тоа ќе биде на факултет или сега на академии, меѓутоа реално не сме спремни, не уште од првиот ден кога ќе одиме во компанија се да знаеме и не знаеме се. Меѓутоа го имаме тој момент каде што се косат нашите потреби за платена работа и се со она што компанијата ни го нуди. Па во таа насока дали мислиш дека при вработување и на работно место, тоест понатаму, дали се потценуваат или се преценуваат младите? Би рекла зависи. Ќе ти кажам 2 примери на оваа тема. Кога работев во Суперсайт, имав позиција проектен менаџер на тимот 50 луѓе, 5 сегменти, буџетот не беше 5 милиони. VP of маркетинг наоѓа сакаме да имаме некој кој што ќе не представува на социјални медиуми. Наоѓаме дечко Джос Гонзалвес на кој веќе прави сопствени YouTube видеа и го носиме, го повикуваме човеков доаѓа кај нас во тим. Значи јас немам запознаено поскромен, по-хамбл, успешен човек. Човеков има свој сопствен канал, има своја фирма, ние го вработуваме. Мене, ден денес, јас веќе не сум во таа организација, решив да напуштам и да земам сабатикал, ама моментот кога ние ден денес бориме, јас кога и да отидам кај човеков, кој што има жена, фирма, YouTube канал, работи за фирма, е консултант, даде отказ од таа фирма, отвори своја фирма, кога и да отидам, човеков има време. Значи ти можеш да го застанеш на улица, што не го знаеш, и да го прашаш: извини, прв пат доаѓам тука во Торонто, дали можеш да ми кажеш каде има продавница за Winner Dogs? Човеков ке ти симне Google Maps, ке ти донесе. Значи едноставно толку ќе се погрижи да бидеш како да се осетиш слушнато, видено, да ти на некој начин да те изслуша. И тој момент на експерт кој што работи 13 години и без разлика што работи 13 години на листа има 28 работи, па ќе се сврти и ќе биде учтив и ќе проба да помогне. Од друга страна го имам искуството на ментор бев на фриланс групи со Импакт фондација и се уште сум. Сега наскоро ќе има пак нови обуки, а и на страна држам LinkedIn обуки и константно сум во контакт со млади. И јас морам да кажам дека од една страна младите го имаат енормно голем притисок. Значи, во 1950 нивото на стрес, што го има болен човек во психијатриска болница, сега го има просечен млад човек од 20 до 35 години. Значи, од една страна мора да имаме разбирање и сочувство дека да, има стрес, има притисоци, економијата е многу полоша, многу помалку работи може да си дозволат луѓето и разбирам дека како млад човек сите понекогаш може да се почувствуваат дека не правам доволно, не сум таму каде што сакам да сум, кога да отворам телефон гледам 10 луѓе што се кај што сакам да бидам, а јас не сум таму и се осеќам како неуспех. Го разбирам тој момент. Имам емпатија за тој момент. Но откако ќе го разбераме тој момент, мора да дадеме внимание на моментот дека има моменти каде што на Инстаграм ќе добијам порака од типот на кај мене на работа бараат да пишувам копи, бараат да објавувам слики, бараат да следам аналитика и да поставувам реклами. Дали е тоа све работа на маркетер? Да.
Чим се бара од тебе? Дали е, јас не викам дека сите фирми се идеални, ама моментот дека од една страна младите сакаат да имаат dream job, бенефити и сите тие работи, ама од друга страна го немаат моментот на јас ќе ти ветам 8 од 10, а ќе испорачам 12 од 10. Да. Јас мислам дека фали кај нас моментот на младите на истрајност, затоа што на крајот на денот не е успехот не се мери во работи кои што сме ги достигнале или научиле или постигнале. Успехот се мери во какви луѓе сме биле. Дали луѓето околу нас се почувствувале видени, слушнати, дали сме имале некоја конекција и сме се потрудиле да го одржиме тоа и во работата. Зашто ако јас доаѓам на работа од Сабајле, а мојата работа е добробитот на 50 луѓе во тимот, и ако јас мислам на себе си, на мојата плата и нешто јас можам да си дозволам, а не ме интересира дали некој денеска имал лош ден или имал добар ден, на некој начин таа личност нема да се осеќа остварено. Ќе сака да се напушти работата. Од тој момент кога влегуваат на пазарот, не мислам дека треба да гледаат колкава е моето знаење, што имам јас достигнато до сега, туку како можам јас да постигнам повеќе тука, како можам јас да научам, како можам јас да служам на некој начин овдека и да се изградам како човек. Наспроти ставот кој што моментално е, јас завршив академија, јас сакам 1000 евра плата, јас сакам пинг-понг маса, јас се служувам сат и пол паузи да пијам кафе, затоа што јас сум во Македонија и тоа сите го прават. Да. Мислам дека тоа моментално е она што можеби не знам како некоја лажна заблуда бие. Еве, јас ке ставам ја имаме младите, затоа што од една страна гледаме компании македонски каде што се уште работиме по некој стар принцип и гледаме IT сектор, IT фирма каде што гледаме дека имаат пинг-понг маси, каде што гледаме дека имаат сите бенефити. И сега баш во таа насока во ред, дај ги имаме бенефитите, односно ги имаат тие компании бенефитите. Колку реално почнуваат тие да се злоупотребуваат? Колку е повеќе како бенефит, а колку делува веќе како па тоа и треба да го има, тоа си фирма и мора тоа да ми го мене како вработен такво право имам, да речеме. Одлично прашање. Не сакам да звучам навредливо према луѓето кои што сметаат дека тоа го заслужуваат. Секој има право да како и да сака да се постави на пазарот, значи секој може да каже јас заслужувам. Секој може да забеле да стане да каже ја наплаќам $100 на сат, $200 на сат, $300 на сат. Ама мислам дека на крајот на денот светот ти ја дава вредноста која што ти ја даваш на светот. Значи многу луѓе пример го користат Елон Маск како пример дека он има огромна сума на пари. Он е исто така на некој начин гени во полиње на кој што нема отидено на факултет. Ако идеме по теоријата, јас пошто имам диплома заслужувам одредена плата, тогаш Елон Маск не ја заслужува платата што има. И би требало да си оди дома. Да. Елон Маск не е инженер. Да, при моментот на да. Не врскате прекинам да кажеш. Извини, да. Притоа мислам дека е добро во овој момент да баш да спомнеме дека ние не збориме моментално за да не си го ценат младите трудот. Да, треба да се ценат себе си, своите знаења што ги имаат стекнато и својот труд. Меѓутоа реалноста, сега ти кога влегуваш во некоја голема компанија, треба да сме реални колку знаеме и колку ни треба да научиме за да стигнеме до некој место каде што ние можеме да имаме потпора за сите овие работи да ги бараме, а не е само излегов од академија, сега имам диплома, сакам 2000 евра плата, а ти при тоа немаш ни стекнато никакво знаење со кое што можеш на работодавецот да му се докажеш дека заслужуваш таа плата. И мислам дека да, тој момент е убаво да го спомнеме за да да не сватите погрешно дека ние збориме дека треба нели да не си го цените. Меѓутоа да бидеме реални во однос на тоа што можеме да научиме и да стекнеме и мислам дека така само можеме да добиеме подобри резултати, да постојано да се градиме и да се градиме и да се градиме. Апсолутно, ама и моментот на ти ги имаш тие бенефити затоа што работата ти е екстремно стресна. Да бидеме искрени, колку повеќе и пред се реални, колку ти е повисока платата, еве ќе стигнеш до 6 цифри плата. Секој проблем на тимот е твој проблем. Значи ти не можеш да бидеш 9 до 5 и сега да кажеш, окей, мене работното време ми е завршено, имам 98 Slack нотификации. Значи ти кај да си, ако ти сакаш да ја задржиш таа плата, тие бенефити, тој статус, тие 98 Slack нотификации се твој проблем. Моментот на
имање пинг-понг маса, имање бенефити за персонал девелопмент, имање на некој начин олеснителни околности, тие работи ги ставаме од HR перспектива за да се стимулира мозокот, поради тоа што средината во која што функционираме е high dynamic, значи високо стресна состојба е. И ти секој ден, особено од тие фирми кои што ги нудат тие работи, секој ден имаш работи кои што се за од денес за 2 дена, имаш ситуации каде што луѓето имаат повеќе работи кои што треба да се склопат, а не секогаш ги имаат ресурсите, треба да се снаодлив, треба да се флексибилен. И тоа се бенефити кои што се ставени таму за да признаеме дека да, ова е стресна ситуација и често ќе имаме стресни ситуации во животот, ама ние сме способни да ги надминеме тие стресни ситуации, затоа ви даваме можност на простор. И сега од перспективата на еве не знам млад човек, дали ако влезам сега во фирма, би ми било важно дали имаат пинг-понг маса? Не. Дали би барала буџет, значи сега да сум 19 или 20, јас би барала позиција каде што јас сум што е можна поблиску до сопственикот на фирмата. Значи ќе правам кафе, ќе прашувам што сакаат за ручек сите, ќе седам екстра саат попладне, ќе седам екстра саат наутро, ќе бидам вториот човек што доаѓа, последниот што си оди. Многу позитивно искуство имав од Кодарт, каде што кога работев таму, газдата беше првиот човек што доаѓаше и последниот човек што си одеше. Човекот доаѓаше 7-8 наутро, што одеше некогаш 9 вечер. Значи, моментот на ти не можеш да станеш исклучително добар во нешто ако не го правиш конзистентно, не дека ние сме против тие бенефити. Впрочем, Да. што повеќе бенефити да има и сите би сакале луѓето тука да се успешни, затоа што мислам дека сме свесни од каква средина доаѓаме и колку работа треба да се вложи, инвестира за да стигнеш таму кај што сакаш да стигнеш. Но во исто време да бидеме свесни дека не можеш да имаш 21 година и да си експерт. Да бидеме свесни дека зборовите кои што ги користиме имаат одредена тежина. Дека јазикот е измислен за комуникација, дека ти можеш да кажеш дека си експерт, гениалец и најдобар, ама на крајот на денот ако идеш на глобален пазар и се надпреваруваш со 40, 50, 60 илјади луѓе за една работна позиција, компанијата го гледа човекот кој што ќе донесе најмногу интелектуална вредност. Не ја гледа дипломата, ниту универзитетот, ниту изгледот. На крајот на денот е колку ние можеме да го подобриме производот, организацијата и луѓето со кои што работиме. Супер, баш мислам дека ова е наистина убаво да се слушна. Во таа насока и ајде да им откриеме HR тајната која е, како треба да се спремиме кога одиме на интервју за некоја компанија, што може да им доловиме малку, да им дадеме некоја тајна на нашите слушатели и оние кои што не гледаат, како да се подготват на интервју и кој е она што е она клучно да се искаже за нели да стигнеме до степен да бидеме вработени. 3 работи. Првото е вредност. Кои сме, што знаеме од технички аспект. Второто е автентичност. Според мене е многу корисно да се истакнеш за човекот што си. Јас би спомнала дека сум планинар, не заради тоа што е убаво да се чуе, туку заради тоа што јас сум човек кој што 2 дена ќе поминува време и сати за да има 10 минути убава гледка, се стврти да си оди дома. Тоа значи дека јас можам да ставам доволно труд во одредена активност ако сметам дека вреди. За некој тоа може би да биде јас пишувам во слободно време поезија. Имам поезија акаунт со 2000 следбеници. Може би таа бројка е ништо, ама кажува дека вработениот исто така има момент на свој хоби, своји интереси, дека не е заинтересиран само да дојде да прикаже јас сакам да работам за фирмава, тоа ми е најбитно, туку има и свој живот, има и своја заедница. И третиот момент е, јас би рекла харизма. Значи, не харизма во смисла ние да бидеме што е можно подопадливи, па дури да кажеме нешто што не е реално за нас, туку харизма во смисла на да им направиме на луѓето околу нас да е пријатно. Значи, без разлика дали ќе работиш негде или не, ти можеш да имаш
окей, разговор со HR, можеш да прашаш како им оди денот, можеш на крајот на денот да прашаш неколку прашања за нив. Еден совет кој што јас секогаш би го дала и го давам е да има добри технички и структурни прашања на крајот на интервјуто. Како работи оваа организација, кои се алатките во кои што ќе работам, како јас би функционирала. Самиот момент на пред да имаш интервју да седнеш и да ги излисташ, значи сите можни информации за книгата. Значи ако имаат пуштено прирачник, ќе прочитам прирачникот. Ако имаат YouTube видеа, ќе ги изгледам видеата. И нема да мислам дека фирмата ми должи нешто, туку кога седнам на повеќе ќе бидам да, вистина во прирачникот во кој што го имате објавено во 2018 имате самото неколку факти. Дали Сузан се уште работи кај вас, дали има некој нов труд направено, тоа многу ме интересира. Самиот момент дека ти се интересираш да се интегрираш во заедницата и да постигнеш нешто со заедницата, наспроти да оставиш печаток. Тоа според мене се 3 клучни фактори и кога се аплицира, значи за ова сум екстремно страствена, не е возможно да сум постраствена. Обично бело CV. Значи, кога идеш во банка да аплицираш за документи, не ставаш звездички, линии, боички, не правиш некој, има простор каде што човек треба да е креативен, има простор каде што човек треба да е едноставен. А тоа е CV-то, значи бел лист, една страна, значи ако немаш 10 години искуство, не ти требаат 3 страни. Значи луѓе кои што имаат, ако може Маск да има CV од една страна, сите можеме да имаме CV од 1 до 2 страни. Моментот на 2 страни да нема на CV-то работи кои што не се потребни, да има структура, технички работи, soft skills, да се поделат тие работи и CV-то да биде neutral. Зашто го кажуваме ова? Ова го кажуваме затоа што за да нема предрасуди и за да не суди HR, би требало сите CV-ња да бидат по темпле. Значи бело, да ги има сите информации кои што се потребни, некој да може да присуди на основа на тоа. Наспроти ако ние пратиме канваси што некој го тоа да ќе го спомнев со бои, со слики, со елементчиња. Мислам спомена дека за некои регрутери делува несериозно, затоа што имаш некој кој што напишал мотивационо писмо, технички обработено со поддршка, пример, не знам, еве да земеме да кажеме дека сакаме да аплицираме да бидеме инженер, така. Еве дека биде фронтенд. Имаш еден инженер кој што аплицира со Canva и тоа е све прекрасно декорирано, има убав естетик, ама збори дека инженеров има завршено факултет, има еден проект, има линк до портфолио, има вештини со звездички. Имаш друг инженер кој што има нормално бела CV, ги има сите информации што студирал, каде студирал, на кој смер бил, просек GPA, soft skills, technical skills. И тоа е поделено без звездички, туку е структурирано на начин каде што се е тоа технички објаснато. И после тоа има мотивационо писмо. Јас сум голем, па ќе кажам, голем фан на мотивациони писма, не заради тоа што мислам дека е забавно да напишеш есеи за што сакаш да работиш за фирмата. Сите работиме за пари. Ама зашто мислам дека ти дава индивидуална перспектива да збориш со некој и да влезеш во чевлите на некој кој што денеска пие кафе и треба да прочита 200 писма и да ставиш некој интересен personal touch. Че самиот момент на овдека имаме Canva темплейт, овдека имаме мотивационо писмо каде што има, не знам, референца, некој ми го видел LinkedIn профилот, ставил некој инсерт таму, ставил некој инсерт за фирмата, тоа претходно што го спомнавме, ставил некој параграф за некоја студија што сме напишале. Јас веќе сакам да зборам со тој човек. Затоа што тој човек пред да ми пише на мене, седнал, направил истражување и го склопил. Тоа не можеш да го направиш со AI, тоа не може да го направиш со ChatGPT. Да, не можеш да направиш, не можеш да најдеш шорткат за работа. Значи вистински мајстори, вистински луѓе кои што се заинтересирани, се луѓе кои што поминуваат еден ден во пишување, еден ден во полирање. Значи, нели, во занаетот е многу лесно да видиме нешто прекрасно изработено и да бидеме вау, се гледа дека некој овдека вложил труд, љубов, внимание, ако луѓе аплицираат за работа, го гледаат тоа како јас сакам да сум тука зашто вие имате добра фирма, имам добри бенефити, имам завршено факултет. Да, знаеш, никогаш јас многу сум ајде да не речам разила, ама воопшто не сакам да пишам мотивациони писма. Меѓутоа, од перспективата ти која што ја доближи моментално,
Мислам дека ми дава некоја друга насока и дека треба да се посветам на тие работи, нели во иднина да речеме, и дека навистина е убаво баш од моментот на ти му го доближуваш на тој што го чита, тој што чита 200 такви писма, зашто тебе? Имаш едноставно простор да се искажеш, зошто би сакал да си таму. Сега, многу интересно прашање мене што ме интересира. Две прашања се. Првото прашање е оној дел на моментално имаме, да речеме, една не би ја нарекла криза, меѓутоа навистина менталното здравје навистина моментално е малку нарушено и кај младите се имаме поголем број млади кои што имаат анксиозност, некој депресија, и едноставно немаат време или да речеме мотивација за хобиња да имаат. Сега, колку би било тоа навистина дали лошо или не знам да речеме да го формулираме тоа, доколку одиме на интервју и немаме како да се представиме пред фирмата која ќе не праша што правиме во слободно време, затоа што да речеме можеби некој има потешкотии со менталното здравје, па нема мотивација нешто да направи повеќе него ли тоа да си ја заврши работата, своите обврски, дали со образование, дали со работа. Тоа е едниот момент. А вториот момент, често на интервјуа има прашања колкава плата сакаш. Како се одговара на тоа прашање? Мислам дека ова ми се омилените прашања до сега и мислам дека се најмногу полни бенефити. Ќе почнам со второто, зашто второто е полесно. Кога ќе ме прашаат за плата, не. Значи не ја кажувате платата. Океј, не ја кажувате платата. Апсолутно не никогаш. Значи сум имала ситуации каде што буџетот е $75,000 до $110,000 и некој враќа на мене и на VP of marketing дека сака $30,000 плата. Само што фрли $45,000 во вода. Зашто јас законски не можам да отидам на повик и да кажам платата почува на 75,000. Так. Ти бараш 30,000. Јас не можам да ти дадам 75. Јас ги имав париве, ќе ти ги дадев париве. Значи, на тоа прашање секогаш се одговара со моментално не можам да ги разберам вистински техничките потребни спецификации за работата. Имам одреден буџет на ум, но не би сакала да го споделам. Ме интересира кој е вашиот буџет за оваа позиција и дали вие би можеле да, доколку нема дефиниран буџет, секој регрутер ќе ви каже немаме буџет во моментов, затоа што е во корист на регрутерот вие да му кажете буџет. Секој регрутер ќе го каже тоа и јас го имам кажувано тоа. Моментот е да кажеш моментов немам бројка на ум, ме интересира дали вие имате буџет, може на наредниот повик да дискутираме. Секако ако одиме во поголеми компании, има неколку интервјуа процес, тој разговор може да се одлага и на крај на последниот разговор едната или другата страна мора да даде цена. Значи, тогаш веќе може да дискутирате цена. Првото интервју никогаш. Првото интервју е introductory интервју. Секој човек би требало да каже зашто тој е добар фит и кои се неговите јаки страни. Ама нема потреба да се потценуваме. Значи, многу млади, посебно на Балкан, според мене тоа е дури потценување, значи има исклучително голем талент тука што работи екстремно долго и сака да е совршен во тоа што го работи и им е страв да наплатат малце повеќе затоа што доаѓаат од Македонија. Некој што доаѓа од САД не би се чувствувал како помал човек и не би наплатил помалку. Едноставно разбирам дека имаме генерацијска траума, разбирам дека доаѓаме од историја која што е доста комплексна и дека не можеме утре да станеме и да кажеме се осеќам ко да заслужувам оваа сума на пари секој еден од нас, ама ако веќе го имаш искуството и ја имаш вештината, имаш социјално економски интелигенција развиено, знаеш да водиш тим, сосема окей да се цениш. И јас мислам сите што гледаат моментално нека вратат една минута назад и нека го слушаат ова одново take notes. Затоа што мислам дека баш многу убав одговор даде. Едноставно регрутерот не може да ги даде тие пари, зашто ние најчесто кога сме барале позиции, ти збориш, значи во тредот на мејл имаш неколку луѓе вклучени, имаш генерален секретар, имаш регрутер, имаш некој што ќе биде менаџер. Нели, првото интервју, introductory интервју, после имаш техничко знаење, кога поминеш техничкото знаење, мора да се видиш со тимот. Значи, кога веќе луѓе ќе пишат јас или ќе кажат на повеќе што се снима, јас очекувам одредена сума, готово, тоа е. Апсолутно. И многу компании
така и реално пробуваат да си заштедат. Тоа е, како да кажам, затоа и прашуваме на првото интервју, колку пари очекувате? Имам многу луѓе на LinkedIn што ќе го прашаат ова. И според мене е сосема окей, ако се бараш работа и целта ти е 2000, да си кажеш очекувам 2000. Ако тоа ти е целта, ако стварно аплицираш не така да што знаеш дека тоа е буџетот. Ако е компанија која што поголема, дефинитивно да се одлучува тој процес, што е можна повеќе. Секако компанијата би требало да има буџет и секако компанијата е должна да каже колку може да понуди. Зашто ако веќе очекуваме толку да дадеме во компанијата, очекуваме и компанијата да инвестира во нас. Така. Секоја врска е двонасочна улица. Така. А делот со менталното здравје со Да, а тоа го оставив за второ прашање, бидејќи сметам дека е комплексно е малку. дефинитивно покомплексно. Колата моментално ни е паркирана кај Интертек. Сега, во колата има газ. Ако колата нема бензин, и ако јас пробам да ја запалам, нема да тргне. Кога телефонот ни е на 2%, идеме го ставаме на полнач. Кажувам многу очигледни работи. Ако во чашава вода нема вода, јас не можам да се напијам вода. Прво и основно, ако некој е во состојба каде што нема добра ментална јасност, не се осеќа добра во врска со себе, доколку е потребно, секогаш да бара помош. На страна од тоа, работи кои што јас би ги препорачала и сум голем адвокат за нив, затоа што мене ми помогнале во моето mental health journey, да кажеме. Ком е апликација која што дава година дена бесплатно користење, има медитации од 3, 5 и 10 минути. За луѓето кои што сметаат дека медитацијата е bullshit, има научни истражувања дека мозокот ти се менува и се градат невронски мрежи кога медитираш. И затоа е потребно само да медитираш неколку месеци за да ги видиш тие бенефити. Само медитација и учење на нов јазик гради нови невронски мрежи. Со градењето на нови невронски мрежи во мозокот, ние го држиме мозокот здрав и витален. Ова не само што помага да имаме подобро здравје, туку и да имаме подобра старост. Ова е важно од когнитивен аспект, затоа што луѓето едноставно не луѓето, не младината, сите никој не учи кога сме во школа дека мозокот му треба одмор. Никој не ти вика мозокот заслужува 10 минути да застанеш и да бидеш, ова е простор за тебе. Толку, ова е простор за тебе. Вториот момент, има големи студии за благодарност. Значи, една вежба која што јас ја правам често и ја споделувам со сите блиски, дури ги терам кога сме заедно да ја правиме, чекај, може да ја направиме и сега. Влегуваш во безбеден простор, значи идеш некаде, имаш твое среќно место, сигурна сум дека имаш, секој има од нас, најди го твоето среќно место и размисли, почувствувај неколку работи за кои што си благодарна денес. Еве јас ќе почнам за да го скршам разот. Јас сум благодарна дека те запознав тебе, сум благодарна за подкастов. Сум благодарна за тоа што ме прашавте какво кафе сакам, затоа што многу сакам кафе и сакам кога ми е померак. Сум благодарна за тоа што сум здрава и за тоа што имам можноста да им помогнам на луѓе дури кога нема ништо за мене. И сум благодарна за тоа што сум родена во земја каде што имам не само можност да се поврзам со историја, туку се уште не сме глобализирани до толку да можеш да го уживаш моментот на свежи органска храна, на планина, на другарство. Немаме билборди на секаде околу нас, не вриеме со технологија, се уште го имаме моментот на еден на еден, човек со човек. Јас сега ќе ти оставам простор ти да кажеш неколку работи за кои што ти си благодарна. Јас би ве повикала и вие истото да го размислите и да го направите моментално. Happy Place. Јас сум навистина благодарна денеска што има дожд и што е врнежливо, затоа што навистина го сакам ова годишно време. Благодарна сум исто така што имам можност да водам еден ваков подкаст денеска и навистина сум благодарна што те запознав тебе, затоа што навистина и работиве што ни ги објаснуваш и нели и претходните разговори кои што ги имавме, имам доста што да научам и навистина учам доста и моментално додека правиме муабет од тебе и мислам дека тоа е едно прекрасно нешто што моментално го имаме, тоа е мрежувањето, општо
со меѓу нас, дали ќе биде на социјални мрежи, дали ќе биде ако одите да волонтирате негде, разговорот со луѓе, мислам дека е нешто најубаво, затоа што од секој мислам дека можеме нешто да научиме. Така да благодарна сум за тоа денеска. Тоа е една од вежбите. Другиот момент е медитација, благодарност, сон. Значи 6 до 8 сати. Студиите викаат дека на млади им треба 7 до 9 сати сон затоа што се во развој. Колку повеќе сон, толку подобро мозокот да може да се развие и да биде, како да кажам, в телото во оптимално здравје. И моментот на нашиот ментален муд не трае, значи пример јас ако сум тажна, луѓе чувствуваат дека се тажни, па срекни, па весели, па тажни, па срекни, па весели, ама емоциите во текот на денот не ти одат вака, туку најчесто расположението трае 3 месеци. Ама не чувствуваме ние кога ќе влеземе во сламп. Значи на почеток ти може да си среќен и може да е лош ден. И онда не си контролираш мислите и е лоша недела. И е лош месец. И е лошо 3 месечие. И е лоша година. Моментот на да бидеме свесни за колкава е моќта на... Има еден многу бав цитат по кој што живеам. Ние сме нашите мисли се нашите верувања. Нашите верувања се нашиот карактер е нашата реалност. Јас сум способен да го менувам своето знаење, својата реалност и своето битие со тоа што ги менувам моите мисли. Ова е од Брус Питерсон, мислам дека е Питерсон, може и да не е, он има PhD во невронаука и збори за моментот на едноставно никој не ни кажува колку е важно кога ќе промине некоја лоша мисла во главата да бидеме, не знам, пример, јас сум неуспех. Океј, зашто сум неуспех? Неуспех сум зашто немам 1 до 25. Океј, дали ако имам 1 сега ќе се осеќам подобро? Да. Што ќе правам со милионите кои имам сега? Ќе идам на шопинг. Океј, дали ќе го задржам милионите кои идам на шопинг во моментов? Не. Моментот на критичка мисла кај младите не мислам дека се развива и никој не те учи колку е важно ти кога ќе станеш од забајла да имаш хигиена, како дома, пример, чашева нема да ја оставиме тука, кафе нема да оставиме тука истурено, како многу луѓе ќе се ичистат дома и нема да има прашина, ама ќе остават многу лоши мисли, кои ни во глава да маринираат со месеци. И тие мисли ќе станат верувања. Зашто таа една мисла, јас сум неуспех, ако ти ја оставиш да се протне, ќе стане 2, па ќе стане 3. И тоа ќе стане верување. Ако еднаш веќе ќе стане верување, верувањето во психологија се врзува со карактер. И ти веќе се дефинираш како таков. Јас не сум успешен во спорт. Јас не сум успешен во ова. Јас не сум успешен во... Наспроти, јас не знам. Јас не сум пробал. Јас можеби ќе бидам неуспешен, ама ако пробам ќе бидам успешен. Сите овие моменти ги кажувам затоа што верувам дека сега кој што има проблем со анксиозност и со депресија, знам дека ова за некои работи може да звучи тешко, пошто верувам дека јас да сум у анксиозна состојба или депресивна состојба да го слушам разговор, ќе кажам, да бе, сега ќе медитирам. Секако, значи, прва работа станувам од себе и медитирам и после, значи, благодарна сум за депресија, окей? Као, разбирам дека на почеток работите звучат лошо и дека има резистентност. Ама моје верување е дека колку поголема резистентност има, туку повеќе треба да го направиме тоа што сакаме да го направиме. Има огромна резистентност за да вежбам, значи треба да вежбам. Зашто ако немаш резистентност, ако можев да идам и да го направам, тоаш немаше да морам да го направам. Ние сме стигнале до кај што сме стигнале како раса, затоа што имаме огромна еволутивна историја со напредок. И за ние да се справиме со нашите емоции како анксиозност и депресија, мораме да користиме алатки кои што ги менаџираат, а тоа е медитација, благодарност, ограничување на време на телефон. Значи, има уште една студија што да кажува дека скролањето на телефон е како апарат у казино. Тоа мислам дека верувам. Да, затоа што сега да видиме колку сме на телефон, на 4-5 сати сигурно дневно, стварно може многу повеќе да се прави со тоа време. Ама телефонот има два проблеми. Првиот проблем е дека секоја невронска мрежа се стимулира со одредено лачење на хормони. И сега ти во секоја невронска мрежа што имаш во мозокот, секој пат кога правиш нешто имаш, нели, ако сакаш да направиш нешто, има круг на активност и награда. Значи, еве да кажеме, сакам да бидам продуктивна неделава, ќе си купам прстен. Продуктивна сум, си го купувам прстенот, си го земам прстенот. Ако јас сакам да бидам продуктивна, и ако јас од себе станам
и скролам 40 минути, јас више имам наградата. Тоа би се превело во теорија, јас станувам и си ја купувам прстенот. Која е мотивацијата за мозокот, зашто мозокот не е орган кој што разбира. Не е орган кој што ќе каже, окей, сега јас добив допамин толку и толку, и сега веќе не сакам. Мозокот секогаш сака повеќе задоволство. Ние сме стигнале каде што сме стигнале затоа што сакаме убави работи, сакаме сладки работи, сакаме заедница, сакаме искуства. Затоа телефоните се толку прекрасни, затоа кога идам да го купам капучево розево, е флафи, е мекано, е топло. Значи ако е грубо нема да го купам. Ако бојата не ми се свиѓа, нема да го земам. И од тој аспект телефоните се одличен стимул за ти да добиеш сатисфакција. Неоспорно, значи, никој не може некој да каже дека скролањето не е релаксирачка активност, како мене награда во петак вечер ми е скролање 15 минути на TikTok. Ама моментот на контрола над телефонот. Yes. Значи, да има тајмер, значи убаво кажа 4-5 сати, да има тајмер после сат време, пример, јас имам тајмери на сите социјални апликации, и едноставно, после пола сат на ден, и јас ми имам кажано на мојот телефон, не треба да ми дадеш пристап. Едноставно, не ми давај пристап. Исто како што ако има дома мало детенце и сака да изеде 4 кила шеќер, родителот ќе му каже не, мозокот секогаш ќе сака повеќе допамин. Никогаш нема мозокот да биде не сакам допамин. Значи ти може да сколаш 5 сати, па ќе сакаш да сколаш 15 минути. Моментот на ограничување на социјални медиуми и контент, затоа што сметам дека ние не добиваме реален контент како маркетер. Го имаш моментот на ние не гледаме тоа што сакаме да гледаме, ние гледаме тоа што не многу плаќа. Yes. И сите луѓе кои што ги гледам имаат совршена кожа, имаат брендирана облека. Совршен живот, се што ни се представува. Значи, тргам од моментот на, како дигитален номад кога патувам, за луѓе феноменално, значи имам стори из Грешница во Ибица, петка, сум се журкала, сум била на Келвин Харис, лудила, сум била негде, сум прошетала, сум јадала бургер, превкусно. Дали тоа е реалноста, дали тоа е мојот цел ден? Сум станала, сум имала совршено изгрешница, сум била цел ден на концерт и сум јадала бургер, не. Сум работала, сум се напнала, може сме се срчкале, може сме фателе автобус, сме завршиле на погрешна локација, ама ќе го ставам тоа на социјални медиуми? Не. И мојките наспоредување кога ти ќе отвориш и ќе бидеш, па другаркава е таму, ово е тука, ово е таму, ово е тука, многу е лесно да западнеш во круг на споредување што не е реалистичен, што никој не си става на социјални медиуми, не успех. Да, мислам дека we can all relate to that. Буквално. Затоа ја спомна дека патуваш и дека нели твојата работа е таква, па би сакала накратко да опфатиме тема за фриленсинг. Колку е исплатливо, бенефити, меѓутоа да се прикаже и да фриленсинг во ред, меѓутоа има и нели вистинска сериозна работа позади тоа. Не да речеме ти сега одиш кога што спомна во Ибица и цел ден си тевото и кафич наваму натаму, туку позадината на тоа колку се работи ти за да стигнеш таму и колку работиш таму, а не е дека одиш на уживање. Малку да опфатиме на делот на фриленсинг, да. Дека има работа, има, и дека реално треба да си ја завршиш работата, треба. Реченица со која што најчесто ги почувам фрилансбуките е од многу убав филм и вика со голема моќ доаѓа и голема одговорност. Кога ти имаш слобода да правиш што сакаш, како сакаш, кога сакаш, ти се менеџираш сам себе и со тоа ти имаш 8 сати работа. Значи, се што ви кажала на тоа е дека јас кај да сум, имам 8 сати работа во текот денот. Дали јас ќе работам 6 сабајле до 8, па ќе шетам од 8 до 12, па ќе работам од 12 до 3, па ќе ручам од 3 до 6, па ќе работам од 6 до 10, па ќе излезам, па кога ќе се вратам од 2 сабајле ќе работам до 3-4. Наспроти ќе бидам 9 до 5, пак имам слободни 8 сати, ти пак имаш работата. Кога се дигитален номад има денови кога работиш повеќе, има денови кога работиш помалку, ама работата е секогаш таму. Тоа е првиот момент, а вториот момент е дека луѓе кои се за таков лајфстайл треба да се свесни дека треба да се агилни и флексибилни. Се случувало да стигнеш на место кое што Airbnb има рейтинг одличен и интернетот не работи. А ти имаш состанок со клиент за 20 минути. И сега треба да земеш картичка, па тоа треба да го сетапираш или не знам, се случува секогаш мора да патуваш со 2 микрофони. Може едниот микрофон да не работи. Може да имаш проблем со лаптопот, може да имаш проблем со комуникација. Може тие 2 сати додека си офлайн да
да се деси некоја криза, а ти си уплатил да идеш на некој курс за паста. И сега ти сакаш да излезеш за саат време, ама има криза на работа и гори. И ти си во исто време човекот кој што го води тимот и не можеш да бидеш дечки јас идам да правам позитивна паста, се извинувам. Да. Готово, мене работното време тоа е чао. Да. Флексибилно работно време е одличен бенефит, ама во исто време значи дека треба да си одговорен и да имаш на некој начин наместено систем да бидеш флексибилен и адаптабилен на промени. А сметам дека одличен лајфстайл и сметам дека за младите е нешто што би требало да го пробаат или да го искуснат. Фрилансингот дава можности да работиш со странски брендови, да заработуваш многу повеќе него работа, затоа што ти на работа знаеш, окей, идам на работа, ова ми е платата. Кога сум консултант, можам да заработам 10 пати повеќе. Има месеци кога имам 10 клиенти, има месеци кога имам еден клиент. Очигледно дека заработката варира. И тој момент е многу привлечен за некои луѓе затоа што можеш да заработиш повеќе. Од друга страна има и лоши страни. Моментот на јас сама се грижам за моето здравство на 5 години. Јас морам да мислам за пензиско затоа што немам пензиско 5 години. Морам да имам цело време маркетинг и пиар проекти затоа што не сум вработена фирма, не можам да се опуштам. Секој пат кога барам нов клиент, тоа е на ново аплицирање за работа. Немаш, значи ти аплицираш константно, аплицираш секој ден, секој втори ден, секој пети ден на некој начин да кажеме. И моментот на ти сам се менаџираш себе, немаш некој младите на некој начин се разочарани од моментот дека на работа имаш некој што те контролира. Ама до некаде тоа може да биде и позитивна работа, зашто пример, ако ти на работа имаш некој што те турка цело време, тебе ти е полесно зашто имаш некој што те турка цело време. Кога немаш некој што те турка, ти си човекот што треба да се турка, па некогаш ако немаш мотивација, тоа може да биде, знаеш, па добро, сега немам мотивација, утре ќе го направам. Утре не мотивација, за утре ќе направам. А во фрилансингот ако го правиш тоа, немаш ни плата. Затоа што не си фиксно вработен. Тоа се некои бенефити така на кратко што може да ги спомнам. Секако може да навлеземе повеќе во тоа. А чисто ми текна како една мисла, моментот за хобиње што го дискутиравме, би рекла само на кратко, сосема е во ред и да имаш период каде што ќе кажеш во моментов се фокусирам на моето ментално здравје и главен приоритет ми е кариерата. Понатаму секако има интереси кои што би сакал да ги развијам, можеби фотографија, можеби растенија, можеби книга, можеби видео, ама во моментов сакам да се грижам за себе си, тоа ми е, може да кажеш дека си во велнес ера. Едноставно моментот на автентичност. Тоа сакав чисто да го спомнам зашто знам дека го зборевме подлабоко, ама чисто да имаат луѓето и одговор да не се почувствуваат дека окей, морам да се справам со анксиозноста и со ова, туку можам и да бидам автентичен за каде се наоѓам во моментот, посекако. А за фрилансингот би рекла дека е нешто што секој би требало да го проба барем еднаш во животот, затоа што имаш слобода на локација, слобода на инкам и слобода на време. А мене слободата ми е една од поголемите вредности во животот. Верувам дека на сите во одреден момент добро би ни дошло да можеме да имаме автономија над нашето време и ресурси. Так, одлично. Неколку работи кои што ги спомнавме во муаветот се нели критичко размислување, финансиска писменост, ментално здравје, тоа се сите работи кои што младите можат работат тоа на тие теми баш со младите. И уште едно нешто кое што баш го имаме апропо муабетот е social day, односно младите имаат можност да заменат еден ден на училиште со еден ден на работа за да видат како е да си еден ден кај работодавец, како е да се работи, баш да почувствуваат и работна атмосфера, меѓутоа и одговорност, се оно ние што го зборувавме изминато, не знам, половина час. Така да мислам дека навистина доколку има можности, доколку некој сака да си се изгради себе си своите вештини, треба само да го уклучи кликерчето, да го уклучи можеби и лаптопот и да ги побара сите овие информации, затоа што се ова е навистина достапно сега најмногу од било кога за нас. Ти благодарам многу за муаветот. Мислам дека ова беше, за мене беше навистина многу интересен разговор. Доста има што да се научи. Се надевам и дека сите вие кои што не гледавте и кои што не слушавте, исто така си поминавте пријатно во изминатото време слушајки на. И навистина сакам да ти се заблагодарам што одвои време за нас, за младите можат, за младите позади екраните и што навистина научи на нешто ново кое што можеби не го знаевме. Благодарам и на тебе за поканата.
Благодарам на младите можат за поканата и јас за крај само би спомнала дека ако било кога ви треба помош со било кој да вие ресурси, секогаш може да ми пишете, можете да ми се обратите. Значи дали кај младите можат, дали кај адвокати, не адвокати туку, дали кај представници на овие теми на интернет, Така. или луѓе кои што се advocates за теми, значи дали mental health, дали кариера, дали content creation, дали работа, дали фрилансинг, и да се побара поддршка и помош. Знам дека за некој да ви работи е тешко да се почне сам. Почетокот е секогаш најтежок, наједноставните работи се најтешки. И верувам дека првиот совет кој што би го дала и со тој би сакала да завршам е моментот на ако не знаете како да стигнете негде, само најдете некој кој што стигнал и прашајте го за помош. Најверојатно успехот на некој друг е и вашиот успех и би сакал да ве однесе таму. А сигурна сум дека повеќето луѓе кои што се во овие невладини организации се тука за вас и сакаат да помогнат. Најс, ти благодарам многу. Исто. На вас ви благодарам уште еднаш кај што бевте со нас овие неколку минути и би сакала да ве повикам доколку сте заинтересирани за овие теми кои што ги зборувавме, можете да отидете на нашите социјални мрежи и да ги најдете сите информации, како информациите за Social Day кој годинава се случи минатиот месец, односно на 8 ноември. Ви благодарам уште еднаш кај што бевте со нас и се гледаме во следното видео.